Втордневник во 20 часот. Добро вечер, да ги проследиме настаните кои што го одбележаа денот. Нови работни места, повисоки плати и подобар стандард. На ова е фокусиран владиниот економски тим, рече председателот Никола Груевски на 25-та годишна конференција на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Ори за производителите кои обработуваат до 2 хектари земја ќе добијат по 5 денари за килограм откупена оризова арпа. Оние до 10 хектари по 4, а земјоделците со над 10 хектари ќе добијат по 3 денари субвенции за килограм. СДСМ Штип обвини дека во Штипската клиничка болница нема услови за лекување и дека изградбата на нова болница е предизборно ветување. Проектите за младите продолжуваат со посебен акцент на студентите и средношколците. Сите најавени 40 проекти за млади се реализираат активно и без застој, истакна председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на годишната конференција на Унијата на млади сили на ВМРО. И покрај поддршката на Заев од надвор, народот знае да направи разлика. Груевски побара што поскоро да се одржат избори. Владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ има стратегија за надминување на ситуацијата во државата. Надминувањето на проблемите нема да биде без пречки, без обструкции и лични откажувања, како и временски отстапки, рече председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на 25-та годишна конференција на Унијата на млади сили на партијата. Во наредните месеци Македонија ќе стави крај на политичката игра и политичката хајка, а на изборите довербата ќе ја добие повтор ВМРО-ДПМНЕ. УМС даваше и дава значаен учинок и подршка. Заедно со УМС изработивме стотици проекти за младите луѓе и за нивните потреби. Заедно со УМС ги исполнивме условите да се укинат визите на македонските граѓани. Заедно со УМС донесовме огромен број инвеститори и се отворија над 150.000 нови работни места во Македонија. Заедно со УМС Македонија ја направивме 12-та земја во светот, а 6-та во Европа со најдобра бизнис клима и услови за правење бизнис. Најдобриот проект кој го направивме за младите луѓе во Македонија е токму овој, со кој за илјадници млади луѓе или некаде за нивните родители кои им обезбедуваат екзистенција и напредок. Отворивме нови работни места, отворивме иднина, отворивме перспективи и шанси за напредок и успех во животот. На 25-та годишна конференција се обрати и председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ Владимир Неловски. Тој се осврна на реализираните проекти за младите и рече дека за разлика од некои, Унијата на млади сили создава, а не руши, и дека Унијата на млади сили постојано е меѓу младите и затоа најдобро знае што му е потребно на секој млад во Македонија. Денес младите стојат рамо до рамо со европските младини. Во изминатиот период, многу проекти за кревање на стандардот на младите во нашата држава беа спроведени. Дури некои од нив се клучни за успехот на сите млади, а со тоа и успехот на Македонија. УМС беше, е и ќе биде моторот кој ќе движи промените и ќе генерира иницијативи за нашето општество, како до сега, така и во иднина. Бидејќи Унијата на млади сили е помеѓу вас, и најдобро знае што е потребно за секој млад човек, затоа што ние не сме салонска организација, како некои други. Ние сме организација која што постојано е на терен, со и помеѓу младите, затоа што УМС работи 24/7 за доброто на татковината. Само така ќе просперираме. Изминатава година Унијата на млади сили и покрај политичката криза наметната од Социјалдемократскиот сојуз не дозволи да се запре со реализација на проектите кои преизлегуваат од нас младите. Напротив, ние работевме со силен интензитет да ги оствариме нашите зацртани цели, секогаш бевме на браникот на татковината и на она што представува вистински интерес на младите во Република Македонија.
Нови мерки за помош на оризопроизводителите најави заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски на средбата со земјоделците во општина Чешиново Блешево. Ке се субвенционира секој килограм оризова арпа предадена кај откупувачите. Оризопроизводителите задоволни од мерката за која сметаат дека ќе ги спаси од колапс. Владата на Република Македонија донесе одлука за уште една субвенција, трета поред наменета за оризопроизводителите. Оние земјоделци кои имаат пријавено земјоделско земјиште до 2 хектари ќе добијат по 5 денари за предаден килограм оризова арпа кај откупувачите. Земјоделците кои поседуваат од 2 до 10 хектари ќе добијат по 4 денари за килограм предадена арпа, додека земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кое одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм предадена оризова арпа. Оваа мерка ќе важи од 1 до 31 јули годинава, при што земјоделците оризопроизводители најдоцна до 31 август заедно со кантарските белешки и потврдите дека е откупена арпа кај откупувачите ќе може да се пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за да добијат субвенции. Оние кои што немаат предадени количини, немаат целосно предадена својата количина на ориз, да го искористат тоа од 1 јули до 31 јули да го предадат кај откупувачките центри. Нормално и земјоделскиот инспекторат будно ќе ја следи состојбата и кај откупувачките центри, дали согласно законот ќе се врши откупот од страна на оризопроизводителите и доколку се воочи било каква неправилност, ќе се реагира согласно законот и ќе бидат изречени санкции. Според направените анализи за минатогодишниот род на оризот, откупени се 12.000 тони ориз, од кои 3.500 тони стојат во магацините на откупувачите. Во амбарите на оризопроизводителите, истакна Костадиновски, се наоѓаат од 8 до 10.000 тони ориз кој чека на откуп. Костадиновски на оризопроизводителите им појасни дека на стартот на жетвата на ориз минатата година владата определила субвенција од 200 евра по хектар, за да подоцна, бидејќи не одеше добро откупот, определи уште 300 евра по хектар, што значи со двете мерки се определени вкупно 500 евра по хектар за оризова површина. Оризопроизводителите се задоволни и од претходните, но и од актуелната владина мерка. Ние како оризопроизводители оваа мерка ја поздравуваме со радост, бидејќи оваа мерка има двоен ефект за нас како оризопроизводители. Прво, оризот нема да ни се земе по ниска цена, ќе ни се земе по повисока цена. Тоа е првата и основната работа, бидејќи оваа дополнителна мерка се го зголемува буџетот на оризопроизводителите. Втората мерка, која е многу битна за нас, откупувачите на ориз ќе имаат адекватна цена со која ќе можат да настапат на извозните пазари и ќе го извезат оризот. Со тоа ние како оризопроизводители нема да стрепиме дека на есен ќе имаме заостанати залихи и ќе имаме проблеми со пласманот на оризот. Ово е најдобрата мерка што може да се случи во земјоделието. Оти ако останеа залихи, ние во октомври ќе се соочуваме со уште поголем проблем. Значи арпата немаше ни 10 денара да биде. Благодарение на оваа мерка мислам дека состојбите ќе се подобрат. Од наредната недела Костадиновски најави одржување на трибини во повеќе населени места од општините на истокот, каде што се одгледува ориз, со единствена цел, преку укажувањата на земјоделски стручњаци да се произведуваат квалитетни и доходовни сорти на ориз. Министерот за здравство Никола Тодоров вчера ја посети клиничката болница во Штип. Изврши увид во искористеноста на новите апарати во оделенијата за ортопедија, акушерство и кардиологија, како и во подготвителните активности за изградба на новата клиничка болница. Посетата на министерот за здравство на клиничката болница во Штип беше причина за реакција на општинската организација на СДСМ Штип. Оттаму со став дека изградбата на новата клиничка болница е само предизборно ветување на ВМРО ДПМН и дека во Штипската клиничка болница пациентите се лекуваат во мизерни и недостоинствени услови. Оние кои боледуваат од малегни заболувања, како и диабетичарите, постојано се соочуваат со недостиг на лекови, кои што се неопходни за нивниот живот, стои во реакцијата на штипските социјалдемократи. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН пак одговори на наводите на опозицијата за состојбите во клиничката болница во Штип.
СДСМ не може да поднесе што се гради во болницата која има регионален импакт. За СДСМ е научна фантастика да се набавува нова опрема во болница која најдиректно влијае на подобрите диагнози и лекување, односно здравието на граѓаните. Затоа СДСМ е против набавената нова опрема во здравството во вредност од над 100 милиони евра. Минатата недела, кога и календарски почна летото, истокот ги почувствува првите тропски температури. Лекарите со совети како да ги намалиме штетните влијанија на горештините врз нашето здравје. Првиот летен и најдолг ден во годината, граѓаните од истокот го дочекаа во портокалова фаза. Тропските температури ја намалија фреквенцијата на граѓаните, ги испразни улиците, а во итната медицинска помош не се пријавени зголемен број на колапси и други здравствени проблеми. Се уште важат општите препораки за заштита од високите температури, а лекарите апелираат посебно да внимаваат старите лица, хронично болните, лицата кои работат во надворешни услови. Се знае како и отпорано дека од 10 часот наутро до 17 часот дека не треба директно изложување на сонце. Ако треба негде да се излезе, треба да се носи заштитна облека, да биде бела за да го одбива сонцето, капа или шешир за глава, наочари кои што се например кои што ќе го одбиват UV зрачењето, исто така и течности, треба да се пијат многу течности. Треба да се разладува во ладни простори. Ако некој, например, дома нема клима, може, например, додека се наоѓа надвор, да отиде во некој од трговските центри, кај што е климатизирано. Покрај тоа што течностите препорачливо е, бидејќи со потта и со високите температури се губат и електролити, добро е да се внесуваат и електролити. Тие електролити кои што се за рехидратација, кои што ги има по аптеките, кои што ги даваме и за возрастните и за децата за диареја, за проливите, тие исто може да се консумираат и овака во една чаша, една кесичка, еднаш дневно, за да се надополнат електролитите. За време на топлотните бранови, навременото и често консумирање на вода е од големо значење за да не дојде до дехидратација на организмот. Затоа од јавното претпријатие ИСЕР ќе ги активираат чешмите и фонтаните во централното градско подрачје за граѓаните да имаат можност да се напијат и разладат со питка вода за пиење во секое време. Ние пак ќе ги поставиме чешмите во функција деновиве. Се надевам дека граѓаните нема да ги скршат овој пат. Сакам да ви информирам дека знаете дека и во минатото, кога се појави шигела зоне, значи водата не е за пиење на одредени делови од техничката вода, не е за пиење, да ја ставиме во функција за разладување, некој ќе се напие, одговорноста ќе биде голема. Така да фонтаните кои што се веќе ставени во функција, се во функција, а оно што не е ставено од фонтаните ќе оставиме да нови во функција. Топло и сончево време и висок UV индекс ќе имаме и во наредните денови. Температурите од среда ќе бидат пониски за 2 до 3 степени. Од крајот на работната недела ќе се врати попладневната нестабилност, а особено изразена ќе биде во недела попладне. Летото кое започна денес ќе трае 93 дена, а ќе заврши на 22 септември, кога календарски започнува есента. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Проектот Македонија вработува, кој се реализираше од април 2015 до април 2016 година, резултираше со вработување на 19.000 лица, при што над 10.000 компании ги искористија поволностите кои се нудеа. Заради одличните резултати, владата изготви едногодишен план за продолжување на проектот Македонија вработува. Македонија вработува се покажа како најуспешен проект за намалување на невработеноста. За реализација на проектот, што ќе се одвива под мотото "Борбата за работни места продолжува", на вчерашната владина седница се усвоени измените на законите за вработување и осигурување во случај на невработеност, за пензиско-инвалидско осигурување и за здравствено осигурување. За една година од неговото спроведување од над 10.000 компании се вработени 19.000 лица од различни категории кои подолг временски период бара работа. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пишевски на вчерашната пресконференција нагласи дека оваа бројка одговара со отворање на 12 компании со по 1600 нови работни места, по една во секој месец од спроведувањето на проектот. Проектот Македонија вработува 2 започнува кон крајот на овој месец или почетокот на јули.
а во текот на една година, колку што ќе се спроведува проектот, очекуваме отварање на нови 15 до 20.000 нови работни места, со што значително ќе се придонесе за дополнително намалување на невработеноста, развој на домашните компании и генерално економски прогрес и раст на Република Македонија. Според министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, Македонија вработува бил голема поддршка за 10.138 компании, а најмногу им помогнал на микро и малите компании, кои ќе ја придвижат економијата напред. Проектот Македонија вработува значително учествуваше во падот на невработеноста за периодот една година. Односно во првиот квартал 2015-та, кога стартуваше проектот, невработеноста изнесуваше 27,3%, а според последните податоци од првиот квартал за 2016 година невработеноста изнесува 24,5%. На барање на бизнис заедницата и поаѓајќи од начелото дека борбата за нови работни места треба да продолжи. Ќе продолжиме да им помагаме на младите луѓе да дојдат до своето прво работно место и да создадат предуслови за создавање на семеен живот, но и на оние кои подолго време чекаат работа, како и на повозрастните категории на граѓани кои многу потешко стапуваат на пазарот на труд и кои пред започнувањето на проектот Македонија вработува не беа конкурентни, а сега се. И од особено значење е вработувањето на социјално ранливите категории, кои ќе можат да живеат од сопствениот труд, а тој им го нуди проектот Македонија вработува како огромна шанса. Поволностите од проектот, како што појасни министерот Спасов, ќе може да ги скористат фирми кои редовно плаќаат даноци, плати и придонеси за вработените. Кинеска компанија ќе инвестира во Кочани. Се работи за инвестиција од областа на аграрот, односно во производство на опрема за оризопроизводство со системот капка по капка. Делегација од потенцијалните инвеститори од Република Кина во посета на општина Кочани. Во посета на општина Кочани денеска престојуваше делегација од потенцијални инвеститори од Република Кина, предводена од собственикот на кинеската компанија господинот Ванг Данг. Стопанствениците се сретнаа со градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски, на кого му ја најавија инвестицијата која што наскоро треба да биде реализирана во Кочани. Се работи за компанија доста голема, доста солидна, која е производител на опрема за системите за наводнување, специализирани се поготово за системите капка по капка. Разговорите се во тек, имаме да излеземе на терен, да видиме и да преговараме, се зависи од тоа како ќе бидат прифатени тие наши услови и одлуката ја очекуваме во најскоро време. Ќе инвестираме во опрема наменета за оризопроизводството и системот капка по капка. Не радува што ќе можеме да инвестираме во Македонија и во најголемиот оризопроизводствен регион кај вас. Како што беше истакнато по средбата, наскоро ќе биде објавена компанијата која ќе инвестира во кочанското земјоделство и колкава ќе биде нивната инвестиција во производството на опремата за системот за наводнување на оризовите полиња капка по капка. Првите ожнеани кластови јачмен во Штипско најавуваат рекордни приноси кај житариците, во просек над 3000 килограми од хектар. По волните временски прилики земјоделците ги користат да го соберат родот. Комбајнерските услуги на ниво на ланските, по 400 денари за ожнеана површина. Деновиве пред земјоделските производители во Овчеполието е најголемата и најзначајната активност – жетвата на житариците. По волните временски прилики овозможија комбајните да се мобилизираат истовремено на повеќе житородни површини. Првите ожнеани кластови со јачмен ветуваат добар род, велат жетварите. Какви се приносите? Колку до 400 кг на декар. Значи добри приноси. За разлика од лани добри. Добар и квалитетен род има насекаде, посебно на оние површини кај кои се применети сите агротехнички мерки. Мислиме дека оваа година треба да имаме негде од 3 до 4 тона, што тоа за штипски услови е добро, иако ние знаеме дека пред тоа добиваме од 2 до 3 тона, значи добиваме. Можеби ќе има и повеќе. Во годинашнава жетвена акција само во Штипско се вклучени над 50 на комбајни и друга земјоделска механизација. Најголем дел од јачменот по традиција ќе заврши во амбарите на земјоделските производители. За сега се уште не е утврдена цената на јачменот и пченицата. Земјоделците очекуваат таа да не биде пониска од 11 денари за килограм. Комбајнерските услуги во однос на минатата година не се променети. Си према површините, 400 до 500 денари од декар.
Во овој регион минатата есен беа посејани над 7000 хектари, од кои 3000 со јачмин и 4000 со пченица. Државата прави стратегија како да им излезе во пресрет на производителите заради сместување на пазарните вишоци со јачмин и пченица. Во тек се преговори со силосите под кои услови да се преземаат количества за складирање. Универзитетот Гоце Делчев потпиша договор за соработка со Врховниот суд на Република Македонија. Неделава се одржа и деновите на симуларно судење на Правниот факултет во Штип. Студентите на Правниот факултет на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе имаат можност да учат од најдобрите судии од Врховниот суд во Република Македонија. Најголем дел од практичната настава студентите ќе имаат за време на деновите на симулативно судење, кои се одвиваат во специјално опремена судница на Правниот факултет. Односно учеството на судиите на Врховниот суд на Република Македонија ќе допринесе за подобрување на разбирањето на законот од страна на студентите, на оживотворувањето на законот, бидејќи она што студентите го учат на факултетот е само она што го пишува во законите. Меѓутоа, примената на законите можат да ја дознаат само доколку ја разбираат праксата која ние ќе им ја приближиме. Најмладиот и најбрзо растечки универзитет во земјава постојано работи на осовременување на наставниот процес, овозможувајќи им на студентите своето теоретско знаење да го надополнат со практично за полесно да се снајдат на пазарот на трудот, истакна ректорот Блажо Боев. И овој меморандум за соработка со Врховниот суд е во насока на тоа да Правниот факултет, студенти на Правниот факултет добијат можност, односно значајна можност и алатка да бидат присутни во нашите највисоки судски органи, во таа независна власт, кај што можат да учат, кај што можат да ги надоградуваат своите знаења, од друга страна да дојдат еминентни, да кажеме, судии, еминентни правници и од Врховниот суд и од другата, да кажеме, независна судска власт, да бидат присутни на универзитетот, да го пренесат нивното знаење, се со цел единствена цел да студентите добијат квалитетно образование, да не се срамат од своето образование и да утре можат полесно да се најдат во општеното заедница и општениот живот. Стратешко пределба на Универзитетот Гоце Делчев е да биде отворен за соработка со сите институции и во таа насока ќе продолжи понатаму да ја проширува соработката и со други институции и универзитети, не само од земјава, туку и од Европа и светот. Од 4 до 13 јули по 10 пат во Кочани ќе содржи манифестацијата Петровденски конаци. Ќе бидат прикажани десетина содржини од областа на литературата, класичната музика, фолклорот и ликовната уметност. Меѓународната културна манифестација Петровденски конаци 2016 ќе се одржи од 4 до 13 јули во Кочани. Ќе бидат прикажани десетина содржини од областа на литературата, класичната музика, фолклорот, ликовната уметност. Манифестацијата започнува со промоција на книга на Ѓорѓе Чачарев со концерт на класична музика, концерт на џез, етномузика, како и со фолклорен концерт со настап на фолклорни групи од Србија, Свети Николе, Пехчево и на фолклорниот ансамбл Мугри, рече Кристина Атанасова Арсова, директор на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани. Атанасова Арсова ја најави и меѓународната поетска средба на Јановден на Конак, со учество на балкански поети од Бугарија, Србија и Македонија, како и роднокрајни автори од Кочани. Во рамките на Петровденските конаци ќе се одржи и традиционалната средба на власите под наслов «На Петровден сите на планина», кој на ден пред Петровден ги собира и селените влашки семејства до Соговијата на заедничка средба на Пониква, каде што некогаш биле мандрите и престојувале цели семејства власи од Кочанскиот крај. Манифестацијата ќе биде збогатена и со духовна академија во чест на празникот на градот Петровден, која годинава за прв пат ќе се одржи во црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе во Кочани, а ќе заврши со содржениот Баскерфест и настап на групата Фолтин. Годинешниве Петровденски конаци 2016 финансиски се помогнати од Министерството за култура на Република Македонија и од општина Кочани. Најбогатите 400 лица во светот загубиле 127,4 милиарди долари во петокот, откако светските пазари ги потресе веста дека британските избирачи гласаа за излез од Европската Унија. Милиардерите загубиле 3,2% од своето вкупно нето богатство, што вкупно изнесува 3,9 трилиони долари, според индексот на милиардери на Bloomberg. Најголеми се загубите на најбогатиот човек во Европа, Аманцио Ортега, кој изгубил над 6 милиарди долари, додека 9 други изгубиле над 1 милиарда, меѓу кои се Бил Гейтс, Джеф Бесос и Джералд Гросенвер, најбогатиот човек во Велика Британија.
Во Шпанија денеска се одржуваат парламентарни избори, само 6 месеци од претходните, со цел да се возможи формирање на нова влада. Повторените избори се обид да се надмине политичката криза, предизвикана од гласањата во декември, кога ниту една партија не доби доволно гласови сама да формира влада, ниту успеа да формира коалиција до истекот на рокот 2 мај. Најмногу гласови на парламентарните избори на 20 декември минатата година освои Народната партија, но не доволно за мнозинство од 176 пратеници во долниот дом на парламентот. Тоа беше најлош изборен резултат за партијата во последните 26 години. Изборите се одржуваат во момент кога граѓаните се незадоволни поради високата стапка на невработеност, политичката корупција и мерките за штедење, а посебно поради намалените расходи за здравството и образованието. Најмалку 30 лица загинаа во автобуска несреќа во Кина, откако во еден туристички автобус се изби пожар. До несреќата дошло откако автобусот удрил во заштитна ограда на патот во провинцијата Јунан. Во автобусот имало 56 патници и возачот, од кој во моментов хоспитализирано 21 лице, додека возачот се наоѓа на распит во полицијата. Се уште не е позната причината за несреќата. Колумбија со минимална победа против САД 1:0 го освои третото место на Копа Америка, каде во големото финале 2 часа по полнок играат Аргентина и Чиле. Бронзениот медал и третото место на Колумбија и го донесе напаѓачот на Милан Карлос Бака со гол во 31-та минута од надпреварот. Во финалето на Копа Америка вечерва, во реприза на минатогодишното финале, ќе се сретнат Аргентина и Чиле. Интернационалната ракометна федерација рано изутринава го објави распоредот за надпреварите на светското првенство, кое од 11 до 29 јануари наредната година ќе се одржи во Франција. Избраниците на Лино Червар надпреварите од својата група ќе ги игра во Мец. На самиот старт ќе се сретнат со селекцијата на Тунис, потоа следуваат надпреварите со Ангола, Словенија и Шпанија за групната фаза да се заврши со дуелот против репрезентацијата на Исланд. 4 првопласирани репрезентации ќе се пласираат во осмина-финалната фаза. Се гледаме повторно во третиот дневник на Канал Плюс телевизија. До тогаш имајте пријатна вечер со нашата програма.